Почитувани представници на печатените и на електронските медиуми, добар ден и од мене. Би сакал најнапред да го изразам моето задоволство што денес сме на символичното отпочнување на градежните работи за изградба на патот кон селото Сливник, низ Сливник и од Сливник до Бузалково. Особено ми е мило што тука заедно со нас е потпредседателот на владата, господинот Андјушев, задолжен за економските ресори, кој цело време ни даваше огромна поддршка за да дојде до реализација, како и особена благодарност до господинот Николчо Бабовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, од каде ги црпиме средствата и нему му изразувам особена благодарност. Ова се историски моменти за жителите на селото Сливник. Нивните упорни барања за да се направи овој пат, кој не е годишен проблем, би рекол јас, децениски вековен проблем решаваме со изградбата на овој пат, вроди е конечно со плод, како што кажа господинот Андјушев. Патот се гради во 3 делници, ќе биде завршен до крајот на годината. Бенефит од изградбата на овој пат најмногу ќе имаат жителите на селото Сливник, но и жителите на селото Клуковец, чии деца сега за да дојдат на училиште во Бузалково вртат низ град преку Раштани, сега ќе можат по многу пократок пат да стигнуваат до училиштето во Бузалково. Бенефит ќе имаат и жителите на селото Бузалково, затоа што тие се меѓу себе поврзани и жителите на селото Горно Оризари. Би сакал да ви дадам некои поконкретни податоци. Како што кажа господинот Бабовски, ние добивме 4 проекти од агенцијата, но 3 се за тука, 2 се преку општината аплицирани, еден е преку Вардарски плански регион. Помали се бројките кога се изразуваат во евра, значи финансиската поддршка на државата преку агенцијата е вкупно 552.418 евра. Учеството на општината за плаќање на данокот на додадена вредност е 99.435 евра. Вкупната инвестиција заедно од агенцијата и од општината е 651.853 евра.